мене ми влијае барем убаво тоа кога ќе го успорам животот и како да кажам, свесно, намерно го спорувам и не бев ни свесен неколку врати, туку колку врати и прозорци и се останато ќе отвори психологијата кога ќе почнам да ја студирам. Што е, нели? Психодрамата е правец во психотерапијата. Како се работи? Е така што се носат улоги од надворешниот живот, си се скршил ногата или нешто случило, што добиваш од ова. И најчесто е, нели, примерно со како што добивам, па повреден сум, види се, лежам, јас и ништо не правам. Фасцинантно е нашиот мозок со нашите одбранбени механизми, што не прави, како ќе не стави една завеса вака пред очи, да не гледаме ништо кога не сме спремни, и тоа е многу корисно. Теодор, како си? Ѓорги, добар сум. Сонцето влијае убаво, иако се крие, ама влијае убаво кога го бркам по партизанска. Особено вака рано од Сабајле. Да, убаво е што од Сабајле јас најчесто исто практикувам пешачење малце, бидејќи жена ми работи во училиште и иако мене канцеларијата ми е една минута од кај што живеам, ама таа работи некои 20 минути од нас, така што со неј за прво од Сабајле ќе попешачам, секако у зависност какво е времето, вакво време е супер. И после тоа си почнам со денот и дефинитивно помага да се опушиш малце да... Мене ми е канцеларијата на 10 минути од дома и јас немам друг избор. Да. Значи мора да одам пешки на работа, немам друг избор дали ќе одам со кола. Со кола е поголем проблем ако одам, отколку што би бил пешки и сега не сум нели секој ден, ама 2 пати неделно минимум одам пешки и тоа мислам дека ми е еден од така поубавите аспекти во денот, во работниот ден. Да. Да речеме, значи размрдување од Сабајле. После тоа исто така, тој простор, период што е од 10-15 минути, некојаш намерно што го правам. Како време за себе, некој е така. Што најчесто правиш? Пошто например, кога сум, кога сум со нејзи, кога пешачам нормално, со разговор поминува времето, а вака кога си сам. Кога сум сам зависи. Почнав да слушам музика во последно време, пошто прв пат купив слушалки после 25 години живот, прв пат купив слушалки. Да. И почнав да слушам музика понекогаш, ама гледам да сум тука и да се фокусирам, знаеш, некогаш ја гасам, не ни пушта музика, некогаш ја гасам намерно, кога да се фокусирам на тоа што се случува околу мене, имам многу, не знам, и патеката е многу убава, така некако. Многу скопска патека некако е. И многу живот се случува, мислам, дека таму и ми е многу убаво да го гледам тоа, да го доживувам и се дружам со мислите, се дружам и со луѓето што поминуваат со некој. Так. Сигурно ако тоа може да се случи ако поминуваш во исто време, секој ден или секој исти ден е на иста недела ги гледаш истите луѓе. Најчесто ама интересно е дека и се менуваат многу. Има некој што ги снема. Што исчезна? Да. Што не знаеш кај се. Не знам кај. Да, тоа е интересно кога при патување е еден од најдобрите совети што го имам добиено баш за патување вака у градови, метрополии и се тоа, ми е пешачи колку што можеш повеќе. Да. Бидејќи го запознаеш градот на некој, знаеш, окей да можеш да фатиш трамвај, метро, што и да е, такси, ама ако место да фатиш трамвај за 10 минути, попешачи 20, ќе добиеш многу поразлични искуства и поубаво се чувствуваш. Особено кога си на одмор, нели, во нов град и не се брзаш, а мислам дека во секојдневието многу се брзаме и многу сакаме да се викаме дека колку се брзам сега, треба да стигнам сегде и да трчам сегде и да окей, знаеш, 10-15 минути не менуваат толку многу, нели? И пример, во друг град кога одиш и се враќаш после дома со 45.000 чекори дневно и после се чудиш, чекај малце па во Скопје и не ми е некако таков животот како што ми е кога патувам, па знаеш, имаш 2-3.000 чекори или имам 2-3.000 чекори и има тука нешто што влијае и помага на тоа, тоа е едно подобро чувство да се направи. Да, и убаво е што знаеш, некојаш ќе пробаш, може и функционира, може не функционира за тебе, ама тие некои моменти кај што истражуваш, не остануваш само едно и тоа, си стак во едно, со едно и вака цел живот ќе тераш. Да. Ами влијае убаво тоа, мене ми влијае барем убаво тоа кога ќе го успорам животот и
како да кажам, свесно, намерно го спорувам. Еве ова пешачењето на работа. Можел пример со велосипед да одам на работа и да ми скрати цели 5 минути, можеби цели 7 минути, ама нема потреба. Не знам, не менуваат тие 10 минути ништо во животот, а во главата менува кога ќе отидам, ќе ги избистрам мислите, можеби ќе се сретнам со некој, пак ќе кажам и да, бе, што Скопје и мал град, неретко се случува да налеташ на некој, поготоа ајде можеби не од Сабајле, ама на враќање од работа. Особено на враќање. Да. И тоа е претходни неколку дена се повторува тој некој разговор што имам со одредени луѓе кај што колку поеќе време ние да имаме, знаеш, секогаш ќе ни треба поеќе време. Да, ќе ослободиме, ќе искористиме чат GPT за некоја банална работа и ќе ни ослободи 10 минути, ама тие 10 минути дали ќе направат голема работа, така? Ќе потрошиш на повеќе чат GPT-ање. Да. Новиот термин за гуглање. Да. Нема гуглање, сега чат GPT-ање. Чат GPT. Добро, секој гост го прашувам, као прво, нели, така почетно прашање, што е за нив ментално здравје, па така и за тебе. Еве сега кога зборуваме за ментално здравје, што за тебе представува истото? Ментално здравје општото постоење во секојдневието, би рекол. Сега можеби тоа е дека доаѓам од психологијата, нели, па многу голем акцент имам ставено на менталното здравје, како на, нели, личното, така и на тие околу мене што се во најблискиот круг, па некогаш и подалеку. Ама што е ментално здравје и како го гледам? Општо добро состојбата на еден човек, не секогаш, нели, конкретно добра, ама едноставно постоењето, чувствата, кои мисли ми се вртат низ глава во текот на денот, што правам јас за тие мисли, како се справувам или како ги прифаќам или како можеби не се справувам, и една целина на сето тоа. Тоа би рекол дека значи за мене менталното здравје. Да, интересно е што ние се знаеме преку трчање. Да. Немав уопште поим дека имаш некаков бекграунд или позадина во поготово да за ако збориме за ментално здравје. Кажи ми малце поеќе за тоа. Од каде доаѓа желба да студираш тоа, да навлезеш повеќе во тоа, да работиш во областа ментално здравје? Прво се сретнав со психологијата преку лично искуство, ствари. Отидов на психолог пред, не знам, има време веќе поминато некои, не знам, 7-8 години. Да речеме крај на средно негде, кога веќе требаше да се пренасочувам на факултет и видов што ми прави овој некој си човек што е непознат за мене и ми се допаѓаше како јас се развивам, само преку разговори. Значи јас одам таму и разговарам и си одам и чекам од сега нова идеја некоја ми дошла во глава. И сега не дека ми ја ставил, нели, човекот, кога збориме ние со друштво, секој има мислење, секој е субјективен и така натака. Тука немаше субјективност. Тука беше човек што ме слуша, помага да ми ги одврзе мислите и после тоа да ме насочи, уствари, сам да си ги спојам и да направам некоја логична целина од тоа. И ми се допаѓаше многу што ми се случува за време на сеансите. И си реков, па чекам, од се ова можам и јас да го правам. И не бев ни свесен неколку врати, колку врати и прозорци и се останато ќе отвори психологијата која ќе почнам да ја студирам и колку подточки и колку подтеми за истражување и се останато има под оваа гранка, дека историја е релативно нова, нели? Да. Тоа ми беше во еден момент многу фасцинантно, дека чекам малце, по математика постои од секогаш, филозофија постои од секогаш, тие науки се нешто што, како да кажам, и во школа, во основно, што ги учиме, нели? Цел живот сме со тие. Не ставаме некој посебен акцент на психологија, освен можеби во средно, која како изборен предмет. Како изборен предмет, да. И ми беше да чекам од се, уствари, јас можам да имам тука многу големо влијание и да допринесам нешто, заради тоа што е многу нова гранка, колку 100-150 години постои психологијата како психологија. Да, и плюс, кога веќе имаш искуство кое што тебе ти помогнало лично, знаеш дека тоа нешто не е само филозофија или некој филозофира или еве, ова е ново, ајде се е тренд, психологија, туку не, мене лично ми помага. Да. И поради тоа сакам и јас да го искористам тоа да им помогнам на другите. Да, баш така. И многу е, знаеш, сега размислив како реков,
многу е нова гранка, нели, ама усвари не е воопшто нова, пошто луѓето се одсекогаш тука, ако некоја наука постои заради луѓето, така да. Да, само им има име, има насока, структурирано. Тоа е интересно кај што, не знам, можеби нема да се согласиш, ама или сега постојат многу од работи за кои што зборуваме денеска, без разлика дали ќе биде тоа некој не знам дали тоа ќе биде депресија, анксиозност или нешто повеќе од тоа. Сите тие постоеле од секогаш можеби, само што не сме знаеле како, мислам сега не ние тука сме 20 на 30 години, така, ама не се знаело како да се наречат, како да се доискажат, како да се помогне, да се тоа што збориме, кај што ништо ова не е ново, само сега имаме име како да викаме и начин како да го решиме на некој. Да. И сега тоа е интересно дека постојат од секогаш, нели, ама имаат име од пред 100 години. А многу интересно па дека луѓето си имаат решение уште од секогаш најверојатно, дека ние сметаме, нели, кога се вратиме вака пред 2000 години или 4000 години или не знам, и луѓето кога ние имаме компјутери сега, види. Они што имале, ствари ги направиле пирамидите или не знам, има преневеројатни работи што се случиле многу одамна, што и со денешнава технологија се фасцинантни. И луѓето и тогаш знаеле што им треба. Телото си знаело што му треба. И тоа е една многу интересна, како да речем, феномен. Е интересен феномен што едноставно човекот си знае, телото ќе ти каже. Нема кај него чекај сега ти си анксиозен и ти сега не знам, не размислуваш за тоа, чекај сега ја ќе ти покажам и ќе ти се појавам, ќе ти го дрмам прстот, на пример. И нема да знаеш зошто ти се дрма прстот, не знам, 4 секунди на секој час. Ти нема да знаеш, ама телото ќе знае, ќе ти каже, кога ќе седнеш малце со прошетката на пример, и ќе си ги избистриш мислите, и чекај малце, зашо ми мора да усвари, чекај, ова усвари ме мачи мене неколку дена веќе нешто сосема друго, нели? Да, мене така буквално ми се случи првото искуство, каде што за време на COVID, тоест при крај на COVID, во еден социјален сетинг, кај што, не знам, група од 5 луѓе, кои што сме во тој момент блиски, заедно работиме, и сега доаѓа мој ред јас да зборам, а ја не сум некој кој што во таква група поготово, има проблем да збори. Напротив, има проблем да престане да збори. И како знаев дека доаѓа мој ред, почнувам да добивам повеќе не знам, срцето ми чука многу побрзо, не знам што да кажам, почна да се тресам, ама на тресење кај што не може другите да видат, само ја можам да приметам дека нешто ми се случува. И тоа сватив, чекај, окей, што се дешава? Ајде, еднаш го истерав, после неколку дена пак исти луѓе, иста ситуација, истото ми се случува. И тоа сватив, окей, чекај, нешто на кај да дојде, нели, социјална анксиозност, каде што морав, и тоа за прв пат отидов на психолог. Зборав со луѓе кои што у тој момент ми беа блиски, вака и, окей. Ајде да видиме, бидејќи не е нешто кое што е, не знам, крај на свет, ама исто така не можеш сам да решиш. И да, јас прв пат така, кај што ти буквално телото почна да дава знаци, окей, нешто е проблем и треба да направиш нешто за тоа. И особено што го спомна ковидот ни направи, баш ни објасни колку не можеме сами да решиме некои работи и колку изолацијата ни влијае неубаво како суштества во светот, не знам, не само како луѓе. И да, мислам, сега вака кој ќе му ставиме нели име, па придавка ќе му ставиме, па не е само анксиозност, тука е социјална анксиозност. И мислам дека конкретно знаеме, окей, добро, ова и ова можам да направам и тоа мене лично ми влијае добро. И ја да видам, да истражам како ќе се развива ова. Да, и баш е интересно и е убаво што, например, тоа што викаш ти има конкретно, знаеме со што се соочуваме и знаеме како да си помогнеме или да дозволиме на некој кој што знае да ни помогне. И колку луѓе, например, за време на ковидот почнаа да
месат тесто Да, и да. да прават тестенини, например, од нула. Да. Или колку точаци се продадоа за време на ковид. Колку луѓе почнаа да трчат. Колку луѓе почнаа да трчаат. Јас почнав подоцна да Да. трчам. Не почнав за време на ковидот. За време на ковидот многу навлегов во маунтин байкинг уствари. Да? Го купив точак од среќа една година пред да почне Аха. ковид. Истиот мој точак после тоа дупло поскапе. Ама нема да зборуваме за тоа, тоа е друга. Сакам да кажам колку многу луѓе и колкава беше поварувачката на точаци после ковидот. Ама го купив мојот точак тогаш, навлегов многу во маунтин байкинг и многу време на водно, секоја минута што можев да ја поминам на водно, мислам дека ја поминав тој период. Беше вака кога се навраќам едно од поубавите времиња за мене, зборам и со спортот. Лично. И каде што исто така многу безгрижно. Многу безгрижно некако дека маунтин байкинг е таков спорт кај што да, окей, треба да си нели стегнатив, внимателен и прецизен, да не излеташ од точак и да се повредиш. Ама во исто време не можеш на планината да ја кажеш јас вака и вака планирам за тебе нешто. Сега јас ке дојдам и јас ке ти кажам, планината си е планина, нели ќе ти стара некако, ќе ти направи нешто ако не си внимателен. Ако не си, како да речем, као вода што се слева по планината уствари. И многу тој период ми влијаше на тоа да развијам некои така безгрижни однесувања. Не звучи убаво вака. Ама во врска со општо со да се опуштам едноставно. Да можам да најдам некое бегство во тоа секојдневие, особено тогаш бурно лудо секојдневие што беше. Кај што окей, добро, сега возам точак, сега се качувам, сега е тешко. Ајде сега да дишам, ајде сега да застанам, да одморам. Па сега спустот. Па многу беше јако спуштањето, па сега пак ќе се качам. Така. Да. И баш тој период студираше, заврши со студии? Да, тогаш студирав, како беше сега не ми текна. Тогаш па не знам, скоро пред тоа бев, не знам, на почетокот негде на студиите, така нешто. Да. Како ти помина, бидејќи еве на пример добиваш таа и што размислуваше пред да идеш на психолог, нели? Откога отиде на психолог сакаше да студираш тоа, да научиш повеќе, да бидеш да помогнеш со тоа. Како се деси таа промена, бидејќи сигурно си имал или можеби не си имал работи кај што чека, не знам што да идам после средно. Да. Имаше момент кај што сватив дека јас бев на ПМБ смер, нели? И биологија, хемија, тие работи, хемија не ми се допаѓаше никогаш. Ама биологија, на пример, ми се допаѓаше многу. Сега што ми се допаѓаше од биологијата беше тоа дека се проучуваат живи организми, се проучува животот, што прави животот на планетава, сега не размислуваме нели толку многу да во биологијата што, зошто и тие прашања, туку повеќе како постои животот и како овие процеси се одвиваат внатре. И сакав тоа да го учам, многу долго време мислев дека сакам биологија, да студирам и да работам нешто поврзано со тоа. До моментот нели што ти го опишав претходно, кај што сватив, чекам малце, добро, биологијата ме носи до овде и ми објаснува како функционира, можда и како е составен овој систем. Ама психологијата може да го проучува тоа, пошто има и предмети како биолошка психологија, пример, или генетика исто се учи на психологија. И може тоа да го учам, меѓу другото, ама можам и сите овие други процеси на човекот што му се случуваат тука. И така некако ми кликна као направив спој на овие работи и ова се ми се свига. Ствари се сакам ова да го учам и после тоа се случи со мојот психолог. Некако беа во рок од 3-4 месеци се ова се случи да направиме на комбинација на работи што ми се свигаат и да речам, окей, ова морам да отидам да го учам и да го работам. Да, од каде, еве, самиот разговор што го имавме неколку недели пред да се договориме да снимаме, ми нафрли неколку идеи за што може да зборуваме, ми спомна еден термин кој што ја до тоаш не го знаев или не бев толку запознат, психодрама. Да. Што е психодрама? Од каде се појавува и каква е твојата поврзаност со тоа? Психодрамата е, па како да речем, правец во психотерапијата, најпросто кажано, измислена од Јакоб Морено пред, па не знам, многу време. И еден од меѓу првите правци, нели, мислам дека сега многу луѓе сакаат да зборуваат за гешталт психологијата и мислам дека има некои
тренд околу таа психологија и многу луѓе се запознаени веќе. Психодрамата е паралелно со гешталтот, всушност. И е еден од трите главни правци во психотерапијата. И психодрамата постои, значи, да речам, не знам сега точно кога бе, не знам сега година. Да. Менторката што ми на психодрама нема да бидам многу горда со тој момент. Не, се шалам. Тој моментот што со психодрама нема конкретно, има правила секако, ама нема некои цврсти во камен што се напишани правила, тука е многу динамична работа. Не ти го одговорив прашањето, сега ќе се навратам. Што е, нели, психодрамата е правец во психотерапијата, како се работи, е така што се носат улоги од надворешниот живот во некоја измислена вештачка средина, односно тоа е сеансата. Генерално се гледа да се работи во група, каде што ќе може да се направи сцена, буквално, каде што ќе се одигра некоја случка од секој невието. Значи, може да го одиграме подкастов, например, или може да се одигра, еве, со mountain biking спомнав, нели, некој ако летне од точак и се повреди и после тоа има страф од тоа пак да вози, може да го изглуми тоа, да изглуми дали ситуацијата може кога паднал или ситуацијата кога се опоравувал или сегашноста каде што е чекај малце сега помина сето ова и сега не можам да се вратам јас на спортов. Што е убавото со психодрамата е што нема простор да избегаш од сегашноста. Нема простор да избегаш од тоа што сега се случува, сега и овде. Значи, ги носам сценива и сега се случува. Сега се случува овој разговор и ако утре јас решам на сцена да го извадам, пак ќе се случува, пак јас ќе го преживам, пак ќе го извадам во реалноста и за краток момент ќе биде тука. Колку и да е, пак ќе речам вештачка таа средина во тој момент, заради тоа што можам што било да направам. Можам да станам и да истурам чашава вода. Сега, например, што сега во овој случај нема да го направам, нели, пошто не е социјално прифатлива, ама во психодрамата е прифатлива. Доколку нели истурањето на чашата вода има некаков ефект за мојот раст и развој. Да. Од каде да, тоа е интересен начин кај што ја се фаќам некојаш размислувајќи што би се десило кога го направам ово у некој сетинг кај што човекот што не е социјално прифатливо и тоа е интересен момент, ама никогаш не сум размислувал како тоа може уствари да ти помогне ако некој те води ни се до тоа надворот у некоја средина која што реално е вештачка, ама може да ти помогне да израснеш повеќе или да растеш на некој начин. Да. И како дојдов јас до психодрамата, тој дел не ти го одговорив, мислам дека дојдов така што беше една од опциите што можев да ги одберам и ми се допаѓаше повеќе, можеби. Да, не беше некој конкретно свесен кој јас мора само психодрама да учам и не. Секако добар психолог сметам дека би требало да има по некое знаење од сите други вештини. Ама кога би се вратил назад на почетокот на мојот тренинг, пак би одбрал, мислам, дека психодрама баш заради тоа што е многу динамична. Е многу ти дозволува да истражуваш. Ти дозволува да отидеш и до детството и да видиш што таму се случувало, ти дозволува да зборуваш со луѓе што можеби не се веќе тука, ти дозволува да одиграш некои сцени што не се оствариле како што си замислил. И многу динамична и мислам дека многу силно го чувствува тоа клиентот и човекот што ја прави психодрамата, нели, на себе. Да. Истражувајќи малце повеќе за психодрамата, една од интересните работи што најдете може ти да ме дополниш само. Вели дека еден од главните принципи е телото го памти она што умот го заборава. Кажи ми малце повеќе за тоа. Како функционира, мислам, еве и ако збориме конкретно за спортот, неколку пати го спомнавме и двајцата активно, неактивно, аматерски сме учесници во спорт и спортуваме. Како тоа влијае, например, и колку може да помогне на еден спортист и на некој кој што можеби се опаравува од повреда? Да, добро прашање, нели, конкретно со повреда, баш именото примерот ми беше околу тоа, го замислив.
како би се опоравил со повреда некој? Значи, што се случува после повреда, која ќе помине, збориме комплетно, нели, повредата, и не би го земал трчањето. За пример, заради тоа што во трчањето нема некои контактни повреди, туку од, како да речам, од правење нешто многу, пак се случува нешто, нели. Ама, на пример, во фудбал или, не знам, хокеј, на пример, некои спортови каде што баш постои ризик да биде човек удран од некој друг со огромна сила, нели? И да се повреди, дали да се искрши, дали нешто да направи. Или може и маунтинбајкањето исто така, може и лична случка каде што дислоцира рамо еднаш. И што се случува, нели, телото памти, така вика. Како го памти тоа телото и како го памти умот? Така што утре кога ќе отидам јас пак да го правам тоа, кога ќе отидам да го направам скокот што завршил со дислоцирање на рамо, ќе се закочам и ќе си речам, чекај малце сега, тука се повредив јас. И можеби тоа нема да биде свесно и можеби ќе се прелее во нешто друго па, можеби ќе се прелее во секојдневието, па и слични, сега не можам да најдам нешто слично на маунтинбајкање и направење скокови, ама не знам, на нешто слично во фудбалот или на некоја слично што би можело во секојдневието да се најде. И така, уствари, ќе се случи да човек едноставно не може да ги направи секојдневните работи само заради тоа што телото му го памти тоа. Го памти она што се случило, памти како се чувствувал и памти можеби целиот процес на опоравување и на враќање во нормална некоја, нели? И сега како психодрамата може тука да влијае, така што може да се одигра сцената. Што би било поразлично, на пример, кога не би се случила повредата, може да биде еден пат што може да се истражува. И сега психотерапијата од секогаш и ден денес не е процес што се случува само еднаш и добро готово ги решивме сите проблеми, тука неле повеќе пати човек би требало да оди за да има некаков ефект. И ќе видиме како што се случи, на пример, при контактот. Кога се скрши? Па после тоа може да се истражи, не знам, може би опоравувањето. Па што не се допадна во опоравувањето и што ти остави белек, па тука, на пример, пропуштив многу тренинзи, може би ослабев, изгубив од мускулите или се здебелив. Тие некои работи што човек си ги носи после со себе. И друга работа што ми доаѓа е пример ми отиде примерот. Виж го заборив примерот што сега да го кажам. Може ќе се ради. Да, дека телото памти беше, нешто околу тоа дека телото памти, ама отиде. Може ќе се ради. Да, ама интересен тој момент бидејќи многу често се случува еве ја работејќи со млади кошаркари, со деца кои што ќе се повредат, сакаат да се вратат, сакаат да играат и ако имаат некоја огромна повреда, да, некои од нив се враќаат и немаат проблем. И не знам, сум видел ситуации каде што опарувањето дури трае многу побрзо од очекувано, да тие се назад и ги прават истите работи, ако не и подобро од после. Ама во голем дел од случаевите го имаш тој момент на страв, на паника во некои моменти кога ќе влезат за прв пат, кога јас во кошарка кај што они сакаат да играат, сакаат да дадат, ама нешто ги и не знаат што е. И е интересно колку само нели е потребно работа со професионалец за да ти помогне да ги отклучиш тие некои пречки, да ги тргнеш тие пречки за да ти помогне, иако можеби не ни знаеш зошто. Пошто кажеш и самата идеја на окей, умот може ми забораел, ама телото знае, тоа телото и умот, знаеш, некогаш и не комуницираат у исто време и може да одбереме да не комуницираат, нели? И баш туку ствари сега кога зборуваме ова, кога го зборуваме, пак дали го зборуваме за аматери и за рекреативци или го зборуваме за професионалци, нели? Многу е важно да се направи тука таа разлика,
заради тоа што на професионалец од целиот живот му се одвива околу тоа. Да. Нема кај него простор, јас се повредив и сега ќе одам да работам што? Нешто Во Тинекс. на тераса. Или Да. сега product placement испадна. Ќе работам во маркет. Да. Некој. Не именуван. Ми дојде третиот пример што сакав да го кажам е тоа дека всушност кога нели се случува таа некоја повреда и кога човек после тоа е приморан да одмара, има едно прашање во психодрамата, интересна тема за работење е тоа кога што уствари ти добиваш од оваа повреда. И луѓе се зачудуваат најчесто, може исто во се за некоја болест да се праша, например, што добиваш од имаш температура, што добиваш од температура, или си скршил ногата или нешто случило, што добиваш од ова? И најчесто е нели примерно со како што добивам, па повреден сум, види се, лежам јас и ништо не правам. Па да, ма чекај, седни размисли, напиши 3 работи што добиваш со тоа што ти е скршена ногата. И најчесто е тешко на почеток, дефинитивно, пошто јас имам правено вежба, што добиваш со нешто, некоја состојба, што се случува, што не е нели пожелно. И сега прво вака не оди на човек да го прифати, не му кликнува во глава, а после тоа секогаш мислам дека се наоѓа нешто, барем 3 работи, а најчесто се и повеќе, што некој човек може да ги добие од повреда. Сега ми доаѓа вака, не знам, може би треба одмор. Му е потребен и тука ќе добие некој увид, дека чека малце по одморот, уствари стварно ми требало, јас се вежбам по 2 пати дневно, секој ден, 6-7 дена во неделата, и не се одмарам, и се од повреда, да бе, стварно, види, 3 дена шубаво си полежав. Да, тоа е оној момент кој што и убаво, фала ти што ја направи таа разлика помеѓу аматерски и помеѓу рекреативен спорт и од друга страна професионален, бидејќи има голема разлика, поготово кога станува збор за спортисти, каде што професионалниот спорт е no joke, буквално, каде што ако од тоа живееш, тоа уште толку повеќе е тешко и напорно и поготово низ повреди поминуваш многу поразлично од кога сега пред снимање збор добив shin splints. Кај што како некој кој што рекреативно трча и се обидува да биде активен, да, дали ми беше тешко? Да, ми беше, пошто сакам трчање, сакам да трчам, имав цел, се тоа. Ама на крајот на денот за мене трчањето е рекреација, за мене ја не заработувам од тоа трчање и можам да си дозволам 1-2 месеци да намалам скроз, можеби, бидејќи знам дека можам па да се вратам ќе момент, ама ако на Дарио еве тоа му се деси пред маратон, кој што му е важен за пласирање на европско првенство или на олимпијада или на светско првенство, тоа е different ball game, што би рекле американци. Комплетно. Тотално е различно. И у тој момент баш таа пракса да направиш или тој некоја задача што можеш да направиш кој што викаш ти окей, што е позитивно у сево? Што можам? Окей, се случува ова? Не можам да осменам, пошто физички повреда, тоа е. Не можеш ти сега да се вратиш на назад и да смениш. Како ја ќе гледам на работи и што ќе направам со тоа. Да. И баш е интересно и тоа оди во насока на тоа што јас секогаш викам во животот само 3 работи можеме да контролираме. Како гледаме на работиве и кој е нашиот став, како ќе одговориме на истите и колку напор ќе вложиме у тоа. Другото е реално надвор од наша контрола. Да, особено со нели искуствена работа, баш тоа можеме да го истакнеме, уствари да видиме стварно колку од работите се во наша контрола и колку вистински може да влијаме и колку, знаеш, ќе си покажеш сам на себе, па добро, до тука сум спремен сега да работам, до тука притискам и тука боли, ама до тука не боли. И утре може би малце повеќе, и така едноставно ќе се гради, ама работата тука со психодрамата што се гледаат работите, нема простор да се избега од сега и овде, заради тоа што, нели, освен ако не го донесеш, ама ако си го донел веќе проблемот, нема, мислам дека тука простор да се избега од тоа
оке, сега нема да го гледам. Мислам, пак може. Има. Фасцинантно е нашиот мозок со нашите одбранбени механизми, што не прави и како ќе не стави една завеса вака пред очи, да не гледаме ништо кога не сме спремни, и тоа е многу корисно, исто така. Ама е веќе комплетно друг разговор. Ама ако нешто е веќе извадено надвор, значи дека постои некоја свесност во човекот, дека па тоа постои. И тоа е тука негде уствари во главата. Се случува, да, и оке, ајде да видиме како што рече, нели, колку е во моја контрола, што можам да направам и како се справувам со тоа и колку го носам. Колку е кај нас застапена психодрамата, као некој кој што го има студирано тоа, е застапник за тоа и на некој начин професионалец за тоа. Колку е популарна, да кажеме, кај нас психодрамата како терапија? Не би знал бројка да ти кажам, ама помалку популарна од гешталтот. Да. Не многу популарна, особено заради тоа што сметам дека се уште не е на тоа ниво клиентите да знаат што бараат и да знаат дека оке, добро, чекај сега за овој проблем тоа, за овој проблем тоа, и плюс и тоа некоја, како да речам, не потреба туку, како да го кажам тоа, не знам како да го кажам, луксус, да бараш повеќе психолози, нели, па чекај сега, заради тоа што реално чини тоа и чини и време исто така, и ама од друга страна мислам дека кога би зборувале малку повеќе околу тоа и кога како сега на пример го истакнуваме, чекај, постои ова и е различен начин малце од ова друго што постои. Мислам дека би се зголемила малку популарноста околу тоа. Да, еве, например, ние снимаме со подкастов околу 2 години и најчесто сме имале психолози и терапевти кои што разговараме баш за и кои што се од таа некоја гешталт насока на психологијата. Ама и убаво што има, бидејќи знаеш, многу често може да се случи, еве, млад човек или без разлика возраст има проблем, пробува, не успева со еден психолог или терапевт и после тоа се откажува, веќе ова не функционира за мене. Оствари едноставно методот не се погодил, можеби, или човекот со човек не се погодил, се случуваат неразлични. Временски тајмингот не се погодил, ама па и убаво што кажа тоа и фалате за тоа, кај што на некој начин не е луксус да бараш и да, бидејќи пак живееме во едно брзо време кај што и поготово терапија и кај нас без разлика каква и да е, станува се поскапа и поскапа, треба да заработуваш, трошоците се поголеми, плативе не растат исто соодветно со ама и покрај тоа, и временски и време, да. Значи сега ти да одвоиш, нели, треба за да сватиш дали функционира некој метод, треба барем 6 до 10 пати да посетиш некој. Временски е тоа се 6 до 10 часа, што треба да ги извоиш, каде од дењето до таму, враќањето дома. И најчесто е ако идеш еднаш неделно или 2 пати неделно, тоа ти скоро па месец до 2 и тоа не е малку. Да, интересно е што убаво е што еве ние имаме можност да збориме за тоа, за некој ако има потреба тоа да слушне, да знае дека оке, има различни начини. Се ако е се во можност да знаат дека оке, некај ако едно не функционира за мене, можно е нешто друго да функционира. Да. Тука би сакал да додадам дека интересно е што сметам верам јас дека добар тренер добро истрениран психодраматичар па во голем дел од случаите би можел да се справи некако со било што и да го насочи, заради тоа што пак ќе речем психодрамата е динамична. И психодрамата е таква што дозволува да се истражи се. И нема некои конкретни правила, па сега јас да те форсирам со моја идеја некоја, дојде Ѓорги на сесија, на сеанса, и сега јас ќе те ставам во кутивче и ќе работиме јас, психологот, што знае се за тебе, нели, како мислам дека е најдобро за тебе. Не, туку те оставам сам да истражиш. Прво докај си спремен, нели?
колку, како што реков, ако си имаш завеса пред очите, нема колку што можеш да донесеш, ќе го донесеш овој разговор, можеби ќе биде на ова ниво и толку ќе биде. Да. Збориме на сцената што ќе ја направиш. И јас ако го почитувам тоа, и ти дадам простор и време да да ја носиш сценава неколку пати можеби и да истражуваме. Па добро, сега ќе додадеме еден елемент, па ќе додадеме друг елемент. И тоа е доброто во психодрамата што можеме и екранов некој може да го глуми. Може да го глуми светло, може да го глуми било што од реалниот живот. И колку што си спремен ти, доколку јас ти ги почитувам границите и спремноста за работа, толку и ќе имаме, како да речем, резултати, ама што ќе бидат корисни за тебе, односно за клиентот. Да, и се враќаме на тоа дека тоа го повторуваме во многу епизоди, дека ако не си спремен сам да направиш таа одлука дека окей, јас сега ќе направам нешто бидејќи сакам да се сменат некои работи, ќе направам таа одлука и не може да се случи. И што не може ни психолог, ни некој близок, ни некој друг за тебе тоа да го направи. Да. Треба да си спремен, окей, јас одлучувам и одам, целосно се впуштам во тоа. Ако одам само ради тоа што ми е препорачено или бидејќи знам дека ќе можеби ми помогне, ама не сум целосно спремен да дадам се за да можеби се сменат работи, многу е помала веројатноста дека ќе се случи. Да, така, точно. И пак ќе се навратам на тоа дека пак се работи со тоа без идеја. Нема клиентот идеја дека јас тоа морам да ги решам. Колку пати ќе почне со нешто, ќе се почне со нешто и се отвараат нови работи, се отвараат едноставно работи што не биле освестени претходно, ама ќе ги види. Тоа е многу важното, дека тука ќе ги види, за разлика од кога би зборувале само и би останало тоа на некое когнитивно ниво. Овдека се носи во свесноста и се вади во вистинскиот живот и се гледа. И тука мислам дека е моќта на психодрамата. Да, и после тоа можеш да направиш таа одлука, окей, јас сега го видов тоа. Да. Што ќе правам со тоа? Да. А во исто време без притисок. Да. Окей, што ќе правам, ако решам, нема да правам едноставно. Да. Во интересно време, знам дека мора да идеш брзо. Кажи ми еве нешто, дали ако испуштивме нешто што би сакал да спомнеш поготово сега за психодрама, за што би еве така сумирал за крај. Ако испуштивме нешто. Па не мислам дека испуштивме вака, доста опфативме. Да, интересно, пак ќе ти кажем, ја претходна недела доста читав и не бев толку запознаен и ми беше нов термин и баш ми е мило што имавме можност да зборуваме на оваа тема. Се надам и во иднина ќе се договориме пак за некои други теми, бидејќи интересно е што до сега грото од психолози и терапевти кои што сме ги имале на подкастот се биле жени, тоа е супер, ама ретко кога можеме да најдеме мажи психолози и луѓе кои што со кои што можеме да навлегуваме на некои подлабоки теми. Баш ми е мило еве што можевме денеска да збориме за ова и верувам дека има уште мал милион на работи кои што може да ги збориме во некои следни прилики. Да. За крај, секој гостен го прашувам, така и тебе, за оние што не изслушале до крај, не истрпиле до крај, што би ги прашал ако имаш можност? Што би ги прашал ако имам можност? Општо било што? Било што, да, можеш. Ако спортувам, или ајде по второ лице, затоа што ги прашувам, нели? Ако спортуваш секој ден, еве да речеме 3 месеци, ако спортуваш секој ден 3 месеци, што ќе биде различно од тоа што си денес?